Кирил и Методи има свој одел за научно-истражувачка работа, заедно со сите организациони и единици на факултетите. Она што беше драгоцено во овој период е дека со професорот доктор Тихомир Стојановски добивме една научно-истражувачка работа која пред се беше еден сериозен и трнлив пат за одење и за нас, како поединци од факултетот, за научната работа особено, но и на она што наидовме како научен труд. Не велиме и двајцата дека до сега не е работена оваа тема, напротив, дека е од доста научно-истражувачки поединци од Република Македонија работени, особено тоа е од Институтот за македонски јазик, од Институтот за национална историја и од многу други кои знаеа дека за Македонија е неверојатно нужно и важно состојбата на македонците со исламска вероисповед. Но она што ние почнавме во една анализа да го правиме од самиот почеток во конструкција беше да тргнеме кон непознатото, за да стигнеме до нешто сосема ново и непознато. И навистина така и беше и повеќе од тоа. Тргнавме низ Македонија, низ селата по река, Жировница, Велебрдо, Горна Жупа, Долна Жупа, Мелничани, Ростуше и така натаму. Стигнавме до Струшките села. Знаете дека над 6-7 села се таму македонци со исламска вероисповед и секаде каде и да одевме, наоѓавме пред се на еден, би рекла, повеќе затворен, херметички однос од луѓето кои требаше да ги ажурираме како наши говорници. Напати се прашувавме зошто тоа се случува, затоа што веројатно низа години наназад и самата држава, не грижејќи се за македонците со исламска вероисповед, направила кај луѓето еден степен на затвореност, на една конзерватизам, на едно бегање од таа тема, особено од онаа нивна самоидентификација на припаѓањето меѓу етничкото, односно националното и религиското. И не бевме лути за тоа. Напротив, имавме едно огромно оправдување како луѓе што тргнаа кон науката да создаваат едно ново дело, а нашето дело веќе е предено во книга и јазикот и јазичните форми како идентитетска основа кај македонците со исламска вероисповед. Таа затвореност беше до еден степен. Не сакаа да говорат за периодот на исламизација, значи во тој, како би рекла, кобен 18 и 19 век, но она што беше заедничко, особено за по долината на река, повторно велам за селата како што е Ростуше, Битуше, Велебрдо, Жировница и така натаму, и Струшките села, особено Лабуништа, беше дека го сакаат и го знаат македонскиот јазик. Дека се припадници силно на диалектната форма на македонскиот диасистем. И тука немавме дилема дека они цврсто стојат и го држат македонскиот јазик во таа нова диалектна форма, да кажеме особено во западно-периферните говори. Сега говорам особено за Република Македонија, затоа што нашето истражување одеше и во Гора, во Косово, но и во Гора и во албанскиот дел по поделбата на Република Македонија, и тоа беше втората етапа на нашето научно истражување. Значи, првиот елемент ни беше важно да потврдиме дека не сакаат да говорат за начинот на исламизирањето, не сакаат да говорат многу за обредите, беа затворени, особено женската популација, но едногласно сите говореа дека го говорат најубавиот мајчин јазик. И тука морам да признам и кај професорот Тихомир Стојановски го имаше истото чувство и јас, дека напати не кара колку ние македонците не знаеме, македонците христијани, да си го чуваме македонскиот јазик. И тоа е навистина така, со право можам да речам дека столбовина за чувување на македонскиот јазик во моментов се токму тој херметичен, затворен јазик на македонците со исламска вероисповед, кој црсто, звучно, полихимнично го чуваат и со векови наназад не дозволиле некој да им го грабне, да им го видоизмени, бидејќи имало доволно причини, да кажем и кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, да они го променат, без разлика дали некој од Струшките во Струшките села се изјаснува како турчин, како албанец и така натаму, но јазикот го чуваат цврсто. И ние можеме да кажеме дека сме бескрајно благодарни што тој периферен западен диалектен систем го чуваат силно и се стожер на македонскиот стандарден литературен јазик. Секако дека многумина од нив, наместо да изговорат македонски јазик,
ќе кажат, ние го говориме нашинскиот јазик. Видете, нашинскиот јазик означува дека и покрај тоа што во долг период они се губеа во таа псевдо-идентификација, или таа другост која има, или тој проблем на личната идентификација, дали се македонци, дали се турци, дали се албански, без разлика, ние никогаш не поставивме и како држава проблем дека нивната религија, бидејќи тоа е една силна лична особина, вашата религиска определеност е личен чин. Но не дозволиле да се измеша религиската определеност кон етничката. И сега ми се чини дека тој 19-20 век го држале тоа цврсто, се случува да кажеме сега во делот целата во Струга, да се изјаснат, бидејќи нема училиште на македонски јазик, да се изјаснат како турци или како албанци, особено тоа го гледаме на предпоследниот попис, бидејќи се уште ги немаме резултатите на новиот попис, а ги исчекуваме некаде крајот на март. И сега се прашувам дали ова што сега ни се случува нам по социјалните мрежи, во училиштата, во образованието, сквернавање на македонскиот јазик е некаде далеко отиде на работата и покрај законските норми дека ние треба да го чуваме македонскиот јазик, нам ни се случи едно чудо невидување дека крепењето на македонскиот јазик, чувањето, ние го нарековме традиционален конзерватизам, односно конзервирана здушеност на македонскиот јазик. И тој термин, напати многу често со професорот Тихомир Стојановски го спомнуваме во книгата. Зошто? Затоа што еден човек во Лабуништа ни рече дека го криеме како пиле под мишка македонскиот јазик. И мора да сме многу благодарни на тоа. Ода што го сретнавме во Струга, тој фонолошки, фонетски систем, особено во делот на фонемите, е многу интересно во извикот, во фонемата Х и така натаму, но се приближува на оној дримколски јазик и морам да признаам дека кога патував по селата, таа идентичност на граѓанскиот струшки јазик, така они велат. Ние говориме како граѓанскиот струшки јазик. Па ако појдете на пазар во Струга, сосема природно ќе видите дека говорат исто како македонците со исламска вероисповед во струшките села. Значи, сакам да кажам сега оној обратен процес кој се случувал, дека влијанието на македонците со исламска вероисповед влијаела врз јазикот кај стружаните, па тие да не се откажат на македонскиот јазик и да влезе некаков сленг, некакви нови зборови, кои што сега, да речеме, се актуелни по социјалните мрежи. И што е оно особено важно е дека и кај младите, кај луѓето што се млади од 15 до 25 години, тие не го видоизмениле македонскиот јазик. Говорам сега за македонците. Значи, уште една одлика на нашето истражување дека македонците со исламска вероисповед порека го зачувуваат стандардниот македонски јазик и влијаат врз граѓаните македонци, они да не го испуштат вокализмот на стандардниот македонски јазик. Потоа, она што со професорот Тихомир Стојановски го гледавме по селата, сега говорам за македонските села, кај населени со македонците со исламска вероисповед, наидовме на она што е изучувано до сега, но ние го повториме на така наречените роднински врски. Длабоките роднински врски. Што значи тоа? Тоа значи дека во периодот на исламизацијата, напати се случувало во текот на Отоманската империја, да многумина преминат во исламот и за тоа ние не треба да бараме историска оправданост или неоправданост, напротив, затоа што плаќале силни даноци, затоа што мнозина од децата требале да одат во јаничари или пак некои за одредени позиции го примале исламот. Но видете, од оваа позиција, ако сега гледаме дека мнозина од семејствата не сакале да си ги дадат децата за јаничари, јас од овој аспект си велевме вака, патувајќи со професорот Тихомир, може би ние кога би биле на нивно место, не би си ги дале децата за јаничари и затоа преминувале во исламот. Но видете, исламот
не ги оддалечил од роднинските врски, од прапораките на предците. Напротив, го зачувале јазикот уште повеќе, херметично, конзервирано, како што рековме, здушено, и баш тие лексеми, токму тие зборови кои што они ги слушале, и јас го работев делот, да речеме, на клетвите и на благословите, ќе видиме дека тие препораки на предците или таа роднинска неминовна поврзаност ги направило македонците со исламска вероисповед да не го испуштат јазикот од себе. И сега имаме такви клетви, такви благослови кои јас мислам дека на ниво на поранешните југословенски простори треба посебно да се изучуваат. Зошто? Затоа што, да речеме, таа немилосрдна историја која не можат цел живот имаат проблем со историската идентификација, кои сме, што сме, зошто сме, каде припаѓаме, немаме своја држава и така натаму, ги натерале клетвите да бидат многу силни, многу жестоки, ние ги објаснуваме тука. Исто така и едни волшебни благослови кои можеби ги нема никаде на светот, бидејќи благословите ги имаме и во Бугарија, и во Србија, и така натаму, но такви благослови, како што ќе наидете кај македонците со исламска вероисповед, и во Гора во Албанија, и во Гора во Косово, и кај македонците се навистина едно волшебство кое е на катедрата за македонски јазик и на катедрата на факултетот за драмски уметности. Ние, од кога ова го направивме, ќе биде предмет на изучување на студентите од прва, втора и трета година. Понатаму, нашето, би рекла, научно патешествие се движеше кон обредите. Она што беше вџашувачки, а не можеме докрај да најдеме, би рекла, и научна верификација на тоа, а ние се обидовме да ја пронајдеме, е дека колку всушност вероисповедта и покрај тоа што била исламска, и тоа во делот на вероисповедта на Рамазан Бајрам, Курбан Бајрам, особено во делот на свадбите, во делот на покојниците или начинот на обред на погребението кај македонците со исламска вероисповед, кој би рекла се навистина еден нов цивилизацијски поход за обредноста, за обредната литература или за поетиката на обредното кај нас како литература се од огромно цивилизацијско значење и огромен фонд на нови сознанија. Она што ми беше вџашувачки баш со професорот Тихомир Стојановски, он го изучуваше посебно пролетниот циклус, да речеме како всушност и покрај исламската вероисповед они останаа да ги празнуваат нашите празници. Значи, Летник, Ѓурѓовден, Спасовден. Делот за кој практично се посветувам, изборувам, ме поттикна, ме вознесе тој дактил и го нарекувам македонска духовна свадба, односно устна и звучна народна предтеатарска култура. И централен момент практично во македонската култура обредна, во општењето со Бог е свадбата. Најстарата свадба утврдена денеска на Кокинската кота, мегалитска обсерваторија, која има таму негде трето-четврто место, се случувал тој свет брак, божествен брак Хиерос Гамос, таткото на небесата кој создал се, ја оплодува земната мајка и се раѓа Богочовекот. 2000 години бронзен театар на Кокино. И истата приказна се повторува практично во Дионисовиот македонско-антички театар по 1600 години, ако е ова 2000 години пред Исуса Христа. Значи, Деус, Теос, таткото на небесата, ја оплодува семела земна жена и се раѓа детето Дионис, носен во колкот, за кого се играни Дионисовите слави. И ние ги знаеме, денеска дури и театарот кој ќе подзамисли дека тоа е култура која била врзана со Бог, по македонскиот филозоф Аристотел. Значи, учеството во Дионисовите слави не е да се дознаат обредите, туку да се соединиш со Бог. И потоа таа култура завршува во безсемено оплодување преку Светиот Дух, Архангелот Гавриил, и јавува на Дева Марија и доаѓа Спасителот реално, Исус Христос. Значи, свадбата е, зборуваме за, ние имаме една драма од Чернодрински, македонска крвава свадба, која за жал се уште не е завршена со оглед дека, како апостол Павле што вели, Македонија има сатанин трн,
сатанин трн кој го боцка да го подсети дека е зависен од Бог. Македонија дури има сега 4-5 трна од сите страни, се засили негирањето дека има македонци, македонски јазик. Оваа книга токму тоа го докажува. Има македонци. Штета што македонците со исламска вероисповед се оставени и се присвојуваат. Се пишуваат како турци, албанци, срби. Знаете, нашинци, помаци, торбеши, а зборуваат македонски јазик и се дел од македонската култура. Ако ќе видите што е споредбено дека истите адети се случуваат, значи свадбата е централен дел, како што Исус е представен како младоженецот, а ние сме невестата, зборува за соединување, значи да бидеме едно тело, да имаме заедништво, духовно заедништво, како и телесно. И тие обреди на свадбата се цела една драма. Кога се оди, како се бричи, што се прави, што носи невестата, како се пречекува со ралникот, како се заранува со мед да биде благо, како се играат ората, како се канат песните. Се пеат тие службарски песни, како што ги нарекуваат. Во Паланка, кога истражував со Златко Давидковски. Значи, тоа е цела една обредна структура, посветеност, значи, светост, дека ќе се соединат по примерот на, имитативен пример на Хиерос Гамос на светиот брак, сега двајца на земјата и ќе се роди уште еден човек, кој понатаму ќе може да избере дали ќе се движи кон духовното или кон телесното, дали ќе се врати во Царството Божјо, нели ако се соедини со Исус како младоженецот и невестата. И таа свадба се тие дактили, така кога ги запознав дактилот како античка стапка на Хомеровата Илијада, рам-пам-пам, 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 рам-пам, 17-осминскиот такт на орото, во кој вие сеќавате една, како да речеме, неимоверна сила, каде што ги имаме левите и десните дактили кои служеле за заврзување и одврзување. И ние воопшто не размислуваме од што, од болки, болести и страдања, за исцелителната улога на театарот во античка Македонија, например, секогаш до храмовите на театарот се храмовите на боговите на Асклепија, Хигија за исцелувањето. И Едгар Морен ја прави таа психодрама по тој тертип, кога ќе одиграш нешто на сцената, тоа е катарзата на Аристотел. И Еврипид што вели, општеството, театарот ги врамува општествените конфликти, кога ќе го одиграш конфликтот, ќе се ослободиш од него. Значи, ние зборуваме за една обредна драма, односно духовна свадба, соединување. Свадбата е воздигната како еден голем театарски чин, во кој секој го знае своето место, младоженецот, невестата. Дули имаме извонредни зборови, чекалени, вршалени, пречекалени, како ги праќале, како се облекува, како се шараат, какви песни пеат, место за повик, нели на повисоко малку. И сега доаѓаме до тој тапан, дактилот, рам-пам-пам, рам-пам-пам, кој, фала му на Господа, во современиот македонски јазик е својствен. Значи, денеска секоја песна, секој втор збор е дактил во македонскиот современ јазик. И како што го велат грците, раниот Хомеров јазик кој го зборат славо македонците од Леринско во книгата на Константин Чулкас. И сега ние го имаме тој момент. Тапанот е на земјата, удира, значи Мемишевци, Зурли и Тапани ги пеат песните, го крева потоа тапанот е повик да слезе духот, да слезе Господ, да дојде Господ на представата, земниот и небесниот принцип, потоа го крева тапанот и го врти преку главата, го фрла. Значи тоа е повик за таа голема свадба на соединување на избраниот народ, на избраникот, посветеникот, ороводецот, гласноговорникот, представникот на земјата. Тој е повик како што апостол Павле на сон му дојде македонецот, дојди во Македонија и помогни ни. Тој е повик кон Бог и Ребека Вес повторно ќе ја земам. Македонската култура не е технички трик, туку е духовна врска со Отецот Небесен Исус Христос. Значи тие дактили и кога ќе видите тие зурли кои се повик исто така, да се соберат луѓето, ќе има свадба, ќе се роди нов живот, ќе се соединиме, ќе дојде нова пролет. И таа е потреба да се соединиш со духовниот татко и создател. Тоа е таа духовна македонска свадба, свадбата како обредна драма за соединување. И јас веќе пред културата да кресне, дали е тој топан и ние го имаме потоа тој момент на окарината, на која свираше професорот Даутовски. Нели, ги свираше македонските песни, современите класика. И класиката, например, потоа го имаме Љубен Димкаровски, кој на коска од мечка стара 100.000 години
ги свиреше македонските песни. Свадба по топаните, ако се има срце за тоа, нели? Зошто тој топан топа, кого го повикува, што треба да се каже? Бевме и кај Исмаил Бојда, кој доста приказни ни раскажа, од Брод во гора. Штета што Македонија се натиска и не се дозволува да се отвори македонската култура, која е поврзителна нитка, духовна нитка на македонскиот полуостров, кој денеска се именува како балкански. И ете ги тие песни, и некои песни што сме ги пееле ние од Мемишевци од гора, нив ги спомнам, бидејќи на вистина со не поминавме доста време, беа во Скопје и се сеќавам кога зачукаа на топаните, кога беше тој повик, стана публиката на нозе, се крена едноставно тој дамар дактилот, рам пам пам, гневото Божице спеј го на Ахила синот Пелеев. Кобниот гнев што им задал на ахајците безбројни болки силни. Во Ад испраќајќи многобрани јунашки души, ете тоа е тој дактилот. И дај Боже сега повторно да се ослободи македонската култура и да биде поврзителна нишка на македонскиот полуостров, затоа што постмакедонските идентитети не треба да се плашат од македонската култура, од македонскиот полуостров. Тие ќе речат тоа е територија. Видите, ние имаме Пелагонија, например, име кое го имаме кај Хомер, пелагонците. Како тие знаеле како се вика рамнината, ако не биле истиот народ. Го имаме широкострујниот Аксиј, кој му е таму роднина. Ќе видите каква роднинска врска, реката Вардар. Ќе го фрлале пеонците, царот да се искапе во реката. Денеска христијаните го фрлаат, така да некои обреди кои се внесени од таа македонска духовна свадба во христијанството се од праискона. На Кокино, например, првата обредна драма, 2000 години пред Исус Христос, потврдена од Јовица Станковски на научен симпозиум, преку окарината, коската од мечка, Љубен Димкаровски, окарината на Даутовски што свири. Ние покажуваме дека духовната нитка на македонската култура е длабока. И ова книга е уште еден низ, фала ти Господе, што излезе, мал јубилеј. Се надевам дека нема да има цензура врз македонците и македонизмот во Македонија. И дека нашите соседи ќе се отрезнат, ќе ги отворат границите, ќе ги признаат македонците во Пиринска Македонија, во Егеска, ќе им дадат културна автономија во Албанија, ќе има двојазичност како и овде кај нас. Затоа што се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Тоа е законот и пророците. Не може законот да важи само во Република Македонија, а да не важи на целиот македонски полуостров. Слава ти Господе што излезе оваа книга, им благодарам на сите што помогнаа, на тие што натиска исто така им благодарам да не излезе оваа книга. Бидејќи мора да се драми, како е драмска уметност, факултет за драмски уметности. Останете ни во мир и љубов и не ја заборавајте духовната врска и поврзаност на македонската духовна свадба. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин.